следите поинакви вести на Слободен печат. Пред влада ќе пристигнат со електричен автомобил, и тоа вице-премиер и министер. Не е шега, туку почеток на нова услуга. Првиот вице-премиер и министер за животна средина и просторно планирање Изет Меджити и министерката за енергетика, рударство и минерални суровини Сања Божиновска ќе пристигнат пред платото на владата со првото електрично возило Аван 2 Go Star Sharing Македонија, символично означувајќи го стартапот на оваа иновативна услуга за мобилност по потреба, пошто се предвидени изјави за медиуми. Вчера вечер околу 21 часот и 15 минути на улица 111 во Тетово, непознати напаѓачи кои дошла и избегале со скутер, испукале рафали со десетици куршуми во куќа во Тетово, пошто избегале, објави Скопје 1. Вооружени со автоматска пушка испукале рафали кон семејна куќа, собственост на МТ. Напаѓачите кои пристигнале на скутерот веднаш побегнале од местото. Според МВР, собственикот на куќата и неговото семејство биле дома за време на нападот, но за среќа никој не е повреден. На местото се најдени 30 на чаури, а куќата е забележливо оштетена. За случајот е известен јавен обвинител и се преземаат мерки и активности за пронаоѓање на сторителите и расчистување на случајот, додека увид на лице место врши екипа при СВР Тетово, велат од МВР за Скопје 1. Кој е Аце циганот кој што вчера беше уапсен во Грција? Ладнокрвно уби човек во центарот на Скопје, па се криеше 27 години. Аце Боцевски, бегалец од правдата во земјава, кој 28 години успеваше да ги избегне органите на прогонот откако уби ривалот под земјето на Среда улица во центарот на Скопје. Во 1997 година вчера беше уапсен од грчката полиција во градот Катерини. Боцевски во скопските криминални кругови во 90-тите познат како циганот. Во Македонија е осуден на 15 години затвор за брутално убиство на Сеат Ибраими. Тој исчезна под сомнителни околности додека беше во домашен притвор, исти какви што беа и околностите под кои му беше изречена благата мерка. МВР по него ја има распишано една од најстарите нереализирани потерници. Убиството што го изврши Боцевски во центарот на Скопје среде Белден беше едно од највпечатливите криминални случувања во Македонија во 90-тите години на минатиот век. Бразилска мадам и македонски сириец носеле бразилки во Джевахир. Услугите им чинеле и до 800 евра. Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. До основниот кривичен суд поднесе обвинителен акт против 4 лица. Станува збор за двајца македонски државјани, еден бразилец и еден сириец, кои се осомничени за посредување во проституција и перење пари. Во временски период од декември 2023 до ноември 2024 година, прво обвинетата бразилска државјанка со дозвола за привремен престој во Македонија и второ обвинетиот македонски државјанин роден во Сирија заедно со двајца неидентификувани македонски државјани и двајца португалски државјани со умисла и од користолюбие организирале врбување, прифаќање, превезување и сместување на женски лица од Бразил заради вршење на проституција во Република Северна Македонија. Жртвите ги прифаќале и ги сместувале во претходно изнаемени станови во комплексот Джевахир Холдинг во Скопје, каде истите давале сексуални услуги на клиенти, соопшти обвинителството. Се галеле или се тепале? Макрон за снимката со шлаканицата од Брижит. Само се шегувавме, инцидентот е преувеличен. Дали? Председателот на Франција Емануел Макрон ги отфрли шпекулациите дека светските камери може би биле сведоци на семејна расправија, велејќи дека тој со сопругата само се шекувале. Француските медиуми вчера се обидоа да ја дешифрираат интеракцијата снимена од камерите низ што туку отворената врата на авионот, додека двојката се подготвуваше да се симне по скалите и да пристигнат во Ханој, на почетокот од турнејата низ Југоисточна Азија. Сите се прашуваат дали Брижит, сопругата
на францускиот претседател што туку го плеснала својот сопруг, а видеото предизвика лавина од коментари. Макрон подоцна им изјави на новинарите дека двојката која е во брак од 2007 година откако се запознале во средно училиште каде што тој бил ученик, а таа била наставничка, само се шегувале. Жестоки несогласувања помеѓу Трамп и Нетањаху за пристапот кон Иран. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху и американскиот претседател Доналд Трамп наводно имале жесток телефонски разговор во четвртокот за тоа како да се спротивстават на Иран. Ова е во спротивност со претходните тврдења дека двајцата лидери постигнале единствен став за спречување на Техеран да се здобие со нуклеарно оружје, објави вчера израелскиот канал 12. Според извештајот на Times of Israel, разговорот бил обележан со остри несогласувања, при што Трамп наводно му рекол на Нетањаху дека сака дипломатско решение и дека верува во неговата способност да направи добар договор со Иран. Се чини дека тонот на разговорот на Трамп и Нетањаху е во спротивност со претходните тврдења дека двајцата лидери го завршиле разговорот со меѓусебно разбирање, пренесува Тањук. На YouTube каналот на Слободен печат денеска ќе имате можност да го гледате новото издание на медицинското катче на нашата колешка Валентина Ангеловска. Таа овој пат зборува со доктор Марија Гешовска, невролог од Аџибадем Систина, а зборуваат на тема мигрена. Можно ли и кај деца да се појави мигрена? Најчесто мигрената се јавува до 40-тата година, обично значи е болест на помлади жени, значи не ексклузивитет, меѓутоа рековме почесто е. Многу е помала веројатноста дека мигрена ќе добиете например после 50-тата година, ако тогаш се жали пациентка на вакви тегоби, треба да бараме друга причина. Да, кај деца исто така е честа мигрената. Обично меѓу 6 и 15 години е пикот во детската популација, со тоа што потешко се дијагностицира кај деца, нели, бидејќи рековме тоа е дијагноза од интервју, од разговор. Кај децата тоа често не може да се реализира не често, него никогаш како кај возрастен, нели, поради страв, поради феномените на криење, на лажење и така натаму, они не можат ни да ги објаснат симптомите. Така да малку е потешка дијагнозата и постојат некои круцијални разлики меѓу детска и адолесцентна мигрена. Да кажеме кај децата мигрената трае пократко отколку кај возрастните, што е еден добар знак, нели, за најмладите пациенти, и обично е двострана. Нели, ако рековме кај возрастни е пола глава, нив ги боли цела глава.